Ова е Игор, познат во јавноста како лицето кое руши рекорди во продавањето списанија лице в лице. Игор Шајновски е лице со Даунов синдром од Радожда Струга. Тој е дел од организацијата Порака Нова, чија цел е несебична поддршка на лицата со попреченост и нивните семејства. Игор ни кажа како дошол до организацијата Порака Нова, во која е веќе вработен од 2020 година. Тој стана првото лице со попреченост кое е вработено во организацијата од нејзиното основање пред 36 години. Јас сам во моето основно оделение во пограничната школа Димитар Олаков учев за, како што реков, со да биде човек пописмен, за да дојде она што Кајува Степан, дека со педагогот Весна Шорошковска, таме беше како личен педагог, таме гледаше како школско дете, од школа. И така, по нејзините стапки, каде што одеше јас одев по неја. Одев по неја, почна тука идеше на, како што ги реков, курсевите, како таа што работеше тука, и јас наблегов во по неја и ми беше како плюс како личен ментор. И така ја тука е најдов среќата. Негов ментор е Стефан Малески. Тој ги истакна задачите на организацијата и ја потенцираше соработката со Паблик како еден од нивните фокуси, со цел успешна продажба на списанијата лице в лице, а за празничниот период и продажбата на честитки. Порака Нова целото име на организацијата Порака Нова е Центар за подобрување на квалитетот на живот на лицата со интелектуална попреченост и нивните фамилии. И нејзината визија и мисија е подобрување на квалитетот на живот на лицата и на семејствата. Основана е во 1984 година и функционира веќе 38 години. И 18 години во склоп на организацијата функционира дневен центар во кој се вклучени 2 едукаторки и 18 корисници кои го поменуваат своето време за социјализација, одржување на веќе нивните вештини кои ги имаат и стекнување на нови вештини. Најголем фокус во моментов е соработката со Паблик, лице в лице, значи продажба на списанието лице в лице и моментално продажба на честитки. Од тоа веќе го работиме, продажбата на списанието веќе го работиме од веќе 9 години. Веќе од првите броеви на списанието и можеме да се пофалиме дека Игор е еден од најуспешните продавачи на лице в лице на територијата на Република Македонија. Продажбата ја реализираат и во компаниите низ Струга. Малески истакнува од Игор е вклучен во сите активности на организацијата како редовен вработен. Тој смета дека напорот на организацијата за инклузија на лицата со попреченост и нивната видливост се исплатил. Претходно продажбата одеше стихијно. Значи се продаваше кога Игор имаше време, бидејќи беше вработен во некои други фирми и во други компании, продажбата одеше стихијно онака како што има време. Но бидејќи неговото вработување не беше константно, ги менуваше своите работни места, дојдовме до идеја од 2020 година да развијаме бизнис план стратегија во која што со јасни цели и концепти успеавме да одвоиме, да ја структурираме продажбата, да добие една нова димензија и да можеме неговото стихијно и продавање на моменти и земање да биде организирано и да се обезбедат средства за негово вработување со целото пензинско здравствено осигурување. Тој момент го менторирам јас. Значи јас сум негов ментор и има јасни цели на целиот план. Значи точно се знае во понеделник са бајле кога доаѓаме на работа, значи правиме некоја
пресек на продажбата на претходната недела, реферираме кон паблики, кон нашите соработници, партнерската организација. И после тоа ги правиме плановите за неделата. Значи, обично од понеделник до петок ни се, бидејќи јас имам обврски кон самата организација, се активности кои се одвиваат во Струга. А викендите, обично саботите и неделите, е структурирана продажба во Охрид. Стереотипите кои ги имаме во нашето општество беа малце на повисоко ниво. Сега пробуваме и како организација да ги разбудиме, односно да го покрениме нивото на запознавањето на попреченостите, за тоа како значи дека луѓето кои да ги запознаат луѓето со попреченост малку повеќе. 47-то бројче на лице в лице беше посветено на лажните вести и говор на омраза и се обидовме низ средните училишта да направиме дебати во кои и низ организациите да направиме дебати помеѓу младите, за да видиме какво е нивото на говор на омраза и лажни вести во општина Струга. Искрено, поминавме 4 прекрасни дебати, едната со училиштето Јахја Кемал, од кое сум премногу задоволен, бидејќи учениците покажаа големо знаење и големи техники на дебати, значи на начин на дебатирање беше тем на големо високо ниво и сметам дека говорот на омраза не можеме да го искорениме, но можеме да видиме двигатели и да извршиме промени за некои следни генерации да го има во помал процент. Но се восхитувам на Игор. Кога му се пристапува со говор на омраза, тој е многу смирен и трпелив, вели Стефан. Некогаш му се восхитувам на неговата смиреност и на неговото трпение што го има. И после тоа многу долго дебатираме на таа тема. Значи, затоа што и за мене и за нас како тим е многу битно за да ги свати работите правилно. И кога ќе ги свати работите правилно, можеме и настапот помеѓу купувачите да го искоментираме, значи како воопшто изреагирал на одредена ситуација и искрено голем дел од ситуациите, пак ќе спомнам, сум многу задоволен што реагираат со голема доза на резерва. Честа појава е соочувањето со говор на омраза за лицата со попреченост, вели председателката на порака Нова Струга и специјален едукатор Сонја Маџоска. Најважна за овие лица е групната поддршка, истакнува Маџоска. Лицата со попреченост често наидуваат на говор на омраза, особено лицата кои што имаат интелектуална попреченост, може да кажеме дека не се секогаш свесни за тој говор на омраза, бидејќи обично се кажува зад грб, зад скриено, можеби понекогаш ќе се слушне, понекогаш не, можеби недоволно го разбираат, но сите ние кои што работиме со тоа, со нив, а и нивните семејства, често го слушаме тоа. Може би ние како стручни лица не е толку болно за нас колку што е болно за семејството. Преку одредени, да речам, состаноци со родителите, често разговараме на таа тема. Тие меѓусебно исто така се поддржуваат и консултираат и таа групна поддршка им е многу важна, бидејќи на тој начин ги кажуваат меѓусебните проблеми, па се поддржуваат, нели, како и секоја група во општеството која што има проблем, сепак и ние сме тука да им помогнеме и мислам дека преку одредени активности заеднички во самата организација, било да се тие и во училиште, било да се во некој центар, мислам дека подсвесно и свесно се зголемува нивната самодоверба и да се спротистават на некој начин свесно на целиот тој говор на омраза, го туркаат под тепих, односно на тој начин се учат да не реагираат на сето тоа, бидејќи
сметаат дека со колку што имаат поголема поддршка од институции, организации, стручни лица, на тоа помалку реагираат. Значи, доколку се зголеми поддршката во општеството од страна на повеќе организации, па и медиуми, од страна на стручни лица, помалку реагираат и си имаат овие лица и нивните семејства поголема самодоверба на тоа воопшто да не обрнуваат внимание. Му се приклучивме на Игор во неговите работни активности. Ни покажа како изминува еден негов работен ден. Точно ги знаеше местата каде што најмногу продава списанија, па тргнавме по него. Неговата приказна продолжува во следната емисија.